Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме права да знаеме вистината. Вечерва имаме 3 гости и темата на вечерта. Дали со тиранската платформа се сакаше или се настојуваше да се предизвика конфликт помеѓу македонците и албанците, конфликт помеѓу самите македонци или конфликт помеѓу самите албанци, или сето тоа збирно собрано заедно беше суштината или есенцијата на тие што ја направи тиранската платформа. Вака завршевме минатата недела со емисијата, а така ќе ја почнеме емисијата оваа недела. Што е тогаш финалето? Финалето е редефинирање на Македонија и на регионот. Ќе бидеме компензација за Северно Косово. За Северно Косово. Сериозна опасност се носи Немам аргументи за ова, меѓутоа се она што се случуваше Васко последниве 2 години наведува на таков заклучок. На почеток ќе поставиме клучното прашање: што всушност или што де факто сакаат албанците во Република Македонија? Господин Цуцуловски, што де факто сакаат албанците според вас? Доколку дојде до остварување на оно што го бараат, пред се во така да речената тиранска платформа или платформата на македонските етнички албански партии, тоа ќе доведе до дестабилизација не само на Македонија, туку и на целиот регион, вклучувајќи и Албанија која припаѓа на овој регион. Така што мислам дека од нивните барања се едно како се мотивирани или од што се мотивирани, ќе страдат и самите албанци, дека во таа смисла би било коректно од страна на албанските партии, па и на државата Албанија, да се каже што и нив ќе ги чека, бидејќи би било наивно да се мисли дека во евентуална војна, особено ако биде меѓуетничка војна, едните ќе бидат поштедени или пак ако дојде до етнички преселби, дека само едните ќе се селат, а другите нема да се селат, дека едни куќи ќе бидат погодувани, други куќи нема да бидат погодувани. Значи, елементарната етика налага нивните лидери, доколку се стварно нивни лидери, доколку стварно го консултираат мислењето на обичниот албанец, да им ја кажат ова е елементарна вистина, дека им нудат војна. И дека во таа војна и они исто така ќе страдаат. Во изминатите 15 на години ние сме имале 2 искуства кај што народната волја или волјата на граѓаните ескалирала во одредени насилни протести. Тоа беше случај 1999 година, кога македонските граѓани нападна амбасадата на Соединетите американски држави во време на тоа НАТО бомбардирање на соседна СР Југославија, и тоа беше 2001 година, кога тој бес и тие фрустрации поради тоа што се случуваше во Рачиново, јуни-јули месец 2001 година, ескалираше пред портите на Македонското собрание. До тука сме, до тука не влезе. Како ќе спречите 67 пратеници да формираат влада? Па не идејата да се спречат 67 пратеници да формираат влада, туку идејата тие 67 пратеници да не формираат влада која што ќе се базираат на тиранската платформа. Документ искуван во странска држава со многу спорна суштина по однос на унитарноста и одбележјата на Македонија, односно иднината на Македонија. Велите нема да дозволиме Талат Џафери да биде председател на собрание, бидејќи треба да се откаже од тиранската платформа. Но не ви смета Талат Џафери да биде дел од структурата на УЧК и на ОНА и да биде министар во владата на ВМРО ДПМН? Талат Џафери после Охридскиот договор станува легитимен политички
субјект во Македонија како и сите други, како што и Али Ахмети впрочем. Тука се постава прашањето, почитувани гледачи, како е возможно Тала Џафери или човек со една таква, ајде да речеме биографија полна со црни петна, да биде избран за председател на Македонското собрание или некаде пред 3 или 4 години да биде избран за министар за одбрана во рамките на владата на Република Македонија. Тука не само СДСМ, тука и партијата ВМРО-ДПМН, значи двете најголеми македонски партии им должат извинување на македонските граѓани, бидејќи секој македонски граѓанин кој не е партиски обоен, кој размислува со својата глава и се свака својата држава, си го постава прашањето како може човекот Тала Џафери да има таква богата политичка кариера. Кој е Тала Џафери? Рековте дека во депоата или во архивите на ДБК има одредени информации за Тала Џафери или сте имали одредени информации за Тала Џафери? Кој е Тала Џафери? Човекот кој треба да стане председател на собранието, а во одредени политички околности може би замена на Ѓорги Иванов на функцијата врховен командант на Република Македонија. Па, според моје мислење, Тала Џафери не смее во никој случај да биде председател на собранието, бидејќи тој е вмешан во масакрот кај Вејце во април месец 2001 година. Тука јас спомнав постојат оперативни документи во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи, од кои се гледа неговата замешаност, односно поточно во тоа време фатени се некои сигнали од управата за оперативна техника во ДБК, во кој што се слуша и неговиот глас. И од тука сега човек кој што бил замешан во убиството на македонските бранители кај Вејце, а тоа е да потсетам еден од најкрвавите и најбруталните масакри во поновата македонска историја против осомината македонски бранители, сметам дека не треба во никој случај и од тука еве апел ги повикувам тие 20 на пратеници кои што го предложија од Социјалдемократскиот сојуз да ја преиспитаат својата одлука, бидејќи доколку обстојат на тоа ќе останат тие траги во собранието, тоа ќе биде голем срам за нив и за нивните идни поколенија, предложиле лице кој што е директно виновно за масакрите кај Вејце. Тој е еден од најгрозоморните чинови. Опожарени се, јагленисани се телата на... Имало и живи мачени. И живи мачени, значи остануваат некои живини или они напаѓаат колона на наши војници, тие што стануваат живи ги екзекутираат на еден брутален начин. И значи тука во депоата на ДБК се наоѓаат одредени траги кои што укажуваат дека Тала Џафери им дава одредени сигнали за движење на овие наши безбедносни структури. По оперативна документација на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, која што за жал никогаш не дојде во фаза на судска документација, на судско расчитување на случајот. Во емисијата со Томе Батковски, кој е експерт за албанскиот национализам и екстремизам, ние го отворивме прашањето за односот на албанците кон словените и всушност во таа емисија констатиравме дека тој однос, таа омраза на албанците кон словените е нешто што трае повеќе векови, дека всушност тоа е типичната или клучната точка на албанската стратегија во однос на македонците и во однос на се она што е словенско и како словенско живе на Балканскиот полуостров. Меѓутоа, додим и чекор понатаму. Некаде пред 2 месеци ве презентирав стратегијата на ЦИА, која датира од 1948 година и во таа стратегија постои тотално или целосно разработен концепт на ЦИА како да бидат уништени словените кои живеат во делот на Источна Европа. Антисловенството. Во нивните програми, значи, словените се третираат како туѓо тело на албанците. Односно, како оние кои немаат историско право врз териториите на кои им се припишува историско право само на албанците. И во програмите им стоеше дека во било каква држава, словенска, односно југословенска, тие не би прифатиле, мисли на албанските националисти, бидејќи ќе се сметаат за окупирани во една таква констелација. И тоа е исто една константа, затоа што ако се сеќавате и првото сообщение на Учека беше со тој речник. Да ги извркаме славо македонците или словените. Од нашите вечни го употребуваат зборот славо македонци, бидејќи грците го употребуваат. Меѓутоа кај нив стоеше словени. Словени како туѓот не, пазите, не сега, децении наназад во програмите. Затоа ова ви го кажувам. Тоа е една константа. На што се должи таа омраза која албанците ја манифестираат во овој изминати период, последните неколку месеци, значи, вие сте артифицијална нација, вие сте вештачка нација, вие сте нација која нема корен, вие мора да не слушате што ние сакаме или нема да постои Република Македонија. Значи, една класична манифестација, еден излив на бесна омраза. Јас не можам да го дефинирам тоа на што всушност тоа се должи. Не се работи само за македонофобија, ниту пак само за
славенофобија, страф од славјаните, туку ми се чини дека веќе преоѓа во македономизија, омраза кон се што е македонско, и словеномизија, омраза кон се што е словенско, бидејќи долго време, на еден или друг начин се тркала тезата, што е барем 100 години повеќе назад, дека тука си имало еден народ кој своите корени ги има во предците или староседелците на Балканскиот полуостров и дошла некакви дивјаци кои сето тоа го окупирале, им земеле земјиштето, сите права што ги имале и така натаму, а тоа се словените. Така што таа словеномизија, или нека биде барем фобија, страф од словените, постои од секогаш. Сега, кое би било објаснувањето? Јас не би одел на индивидуално ниво, бидејќи неблагодарно е да се говори дека мотивите на овој или на оној албанец се во оно што ќе го кажам, но генерално во психологијата се знае дека агресивноста и омразата најчесто произлегуваат од чувството на инфериорност. Еве еден наш мал прилог кон ликот и делото на Тала Џафери, или прилог број 1. Јавното обвинителство од Тетово против Тала Џафери покренало обвинение со број 325 од 25 јуни 2008 година за кривично дело учество во толпа што спречува службено лице, се мисли на полицаец, во вршење на службеното дејствие. Прилог број 2 кон ликот и делото или политичката кариера на Талат Џафери. Според член 384 став 1 од Кривичниот законник на Република Македонија, лицата или лицето кои спречуваат полицаец да ја извршува својата задача ќе бидат казнети со затвор во траење од 3 месеци до 3 години, а лидерот на таа група ќе се казни со затвор во траење од 1 до 5 години. Прилог број 3 или првостепениот суд во Тетово донел пресуда дека Тала Џафери е виновен за спречување полицаец да интервенира. Прилог број 4. Тала Џафери бил осуден на условна казна во траење од 6 месеци затвор, но казната немал да ја издржува во затвор доколку во наредните 2 години, значи од денот на издржување или изрекување на казната, не би сторил исто или слично кривично дело. И има богами доста за Тала Џафери, значи прилог број 6. По инцидентот во Тетово, пратеникот Тала Џафери ја напуштил, значи избегал од Македонија, но бил уапсен на враќање на влез во државата на граничниот премин со Косово. Бил задржан 7 дена во притвор, од кој бил ослободен на 20 мај 2008 година. Откако Тала Џафери, или прилог број 7, значи од кога Тала Џафери стекнал собраниски или пратенички имунитет, судот не можел да ја продолжи судската постапка против него и тој е клучен доказ зошто не е осуден во таква постапка. Што ќе рече почитувани гледачи дека Тала Џафери има една многу импресивна, една многу богата кариера зад себе. Од таа кариера не само што пукал по македонските војници, туку и тепал македонски полицајци и тоа му се смета како еден дополнителен аргумент да има такви политички функции, министар за внатрешни работи или сега председател на Македонското собрание. Тие своји активности Тала Џафери посебно ги практицира кога е под дејство на дестилиран сок од грозје. Тала Џафери некаде 2008 година, како што пишуваат документите, вели дека јавното обвинителство во Тетово против Тала Џафери покренало обвинение број 325 од 25 јуни 2008 година за кривично дело учество во толпа што спречува службено лице, полицаец, во вршење на службено дејствие. И оди понатаму, вели дека во членот 384 став 1 од Кривичниот законник на Република Македонија, лицата кои спречуваат полицаец да ја изврши својата задача ќе бидат казнети со затворска казна во траење од 3 месеци до 3 години, а лидерот на групата ќе се казни со затвор во траење од 1 до 5 години. Ова е за Тала Џафери. Колку што ми мене, тој човек нема лежено. Тој беше 7 дена во притвор, подоцна стана пратеник, стекна имунитет и ослободен од ова дело. Видите, тој човек беше министер за одбрана. Тој човек сега треба да стане председател на собранието. Дезертираше од Југословенската народна армија, дезертираше од Македонската армија, стана министер за одбрана, сега ќе стане председател на собранието и во некоја политичка констелација замена може за Ѓорги Иванов. Не само СДСМ што го предлага. ВМРО треба да им се извини на македонските граѓани со тоа или за тоа што го стави Тала Џафери министер за одбрана. Значи злодело кон македонските интереси таков човек да направи со таква биографија, со такви дезертирања, со такви црни дамки во својата кариера, зборам ко македонец, да добие такви функции во оваа држава.
Па јас себе потполно се сложувам и сите мои активности, дали лично, дали како партија Народно движење за Македонија се токму во таа насока. Бидејќи овој човек ако стане председател, тоа ќе биде едно големо понижување, една голема навреда за Македонија и македонците, и од тука сега јас не гледам причина зошто Социјалдемократскиот сојуз во тие разговори со нив зошто не побара алтернативни решенија, пример да побара кога веќе решиле Албанец да биде председател на собрание, зошто не побара да дојде да даде повеќе предлози. Кога да го стави? Може таму Джевата Деми, кој беше шеф на таа тајна полиција на УЧК в текот на војната 2001 година, Али Ахмети со крвави раце Так, овде, Бранко Мануеловски, кој на стари години се пишува дека е албанец, кој е македонизиран. Кого да става тамо? Тамо кај да чепнете вие ноѓете предасо на Република Македонија? Многу поентата им беше другача, значи да се најде веќе албанец кој што е со реноме и кој што нема направено ништо лошо спрема Македонија и македонците. Еве излегува во јавност информација дека во социјалистичка Македонија имало председател албанец, или ако се сеќавате на времето, на пример, покојниот Абдурахман Алити. Беше кандидат за председател на собранието. Смислите ме човек со неспорна лојалност према македонска држава. Тој човек еве јавноста малку знае, тој беше амбасадор во Софија. Во Бугарија. Нема амбасадор македонски како него што ги штител и бранил македонските интереси, ако е албанец. Еве ја колумната на Љубомир Фрчковски од оваа недела, кај што тој повикува дека СДСМ или македонската опозиција која сака да стане власт во Република Македонија, дека треба по еден населен пат да ја преземи власта во своји раце. Ќе цитирам само еден дел, се извинам на одредени вулгарности кои ги има во тој дел, од колумната на господинот Љубомир Фрчковски, кој е идеолог на политичко делување на СДСМ во доаѓањето или во мандатот на Зоран Заев. Цитирам: значи, драги мои другари СДСМовци, освен пенкалото за гласање, ќе ни треба, значи него ќе му треба, сепак и едно малку подебело во наводници пенкало со јајца на крајот за преземање на власта која не изгласале граѓаните. Завршен цитат. Вие напишавте една анализа кај што велите овој проект всушност не е проект на Зоран Заев. Не. Посочувате три имени: Зоран Верушевски, Владе Милчин и Љубомир Фрчковски. Велите Зоран Верушевски го опреми со прислушкувани материјали, значи му даде муниција да може да се бори. Му даде оружје со кое он е неприкосновен владетел, меѓутоа треба да знаеш нешто. Владе Милчин му стави медиуми на располагање и му стави средства од Сорос, а Љубомир Фрчковски му даде една интелектуално лакирање на Социјалдемократски сојуз, во кој нема интелектуалци. На што се должи таа нервоза, почитувани гледачи, во редовите на СДСМ? Се должи на изјавите на високи функционери од Брисел, од НАТО и Европската унија. Оваа недела на средбата со Ѓорги Иванов, Доналд Туск изјави дека Европската унија или Европската комисија или Европската бирократија нема да се меша во внатрешните работи на Република Македонија и дека политичката криза треба да решат самите македонски политички субјекти. И две дополнителни изјави кои се диаметрално спротивни на првиот човек на НАТО. Првата која датира некаде од 26 февруари оваа година, кај што вели дека се собрани доволно потписи да биде формирана новата македонска влада, и втората еден месец подосна кај што вели дека НАТО нема да се меша во внатрешните работи на Република Македонија. Тоа предизвика сериозни нервозни реакции во структурите на СДСМ, кои сега се закануваат со насилно избирање на председател на Македонското собрание и насилно избирање на нова македонска влада. Дополнително, почитувани гледачи, можете да ги следите нервозните реакции во Куманово со симнување на македонското знаме, нервозните реакции во Рачиново, кај што луѓето протестират против плаќањето на електричната енергија, нервозните реакции на Чаушот на социјалните мрежи или на неговиот Facebook профил, и можете да предпоставите каков притисок се врши денес врз Зоран Заев. Јас не верувам дека Зоран Заев ќе може да остане имун на тој притисок и очекувам дека ако работите не одат во правец како што тој посакува, дека повторно ќе почне да пушта бомби во македонскиот етер. Што ако решат да формираат влада? Кои инструменти ви стојат на располагање или ако решат да формираат влада? Ја прочитавте колумната на Фрчковски пред 4 дена. Во таа колумна децидно, меѓу редови, кажува дека Зоран Заев треба поагресивно да настапи, дека е плашлив и дека е доста од пимплање, бидејќи поради пимплање ќе го изгуби кредибилитетот и ке меѓународната јавност, ке меѓународната заедница и ке коалицијските партнери. Тие колумнистички Facebook силеџи се луѓе кои што си го хранат егото пишувајќи, не знам, редови со разни поганлуци, како Фрчковски, како Ордановски, како после таа еден колумна мој професор. Има најави за радикализација, што значи дека е договорена колумната. Добро, да видиме како ќе изгледа тоа. Јас мислам дека нема најави за радикализација, туку дека отпад позицијата во која што се во моментов, бидејќи во еден ден, а ако не биле 200, биле 180.000 македонци на улица, во тоа немам ни тронка сомнеш. Ако пробаат да направат нешто,
ќе ги активираат уште минимум толку луѓе кои што седат дома, не излегуваат на улица и ќе ги активираат, ќе ги изработираат луѓето и тогаш веќе ќе имаат уште посериозен проблем од овој кој што го имаат сега. До сега чека дека странците ќе решат работата. Секогаш чекаат тие дека странците после ќе решат посетата работата. на Доналд Туск Нивното функционирање се базира на чекање од надвор некој да ни и реши работата. писмото на Столтенберг или првиот човек на НАТО дека тие нема да се мешат во македонските внатрешни работи, туку треба македонските политички елити сами да ги решат проблемите. Има умерена депресија, резигнираност и тука веројатно панични обиди значи, сега. тука имат две можности да се помират со тоа. Нема и да се ова помират. пат позиција да трае до недоглед или 2, 3, 4 месеци и додат од таква пат позиција на некои локални избори, бидејќи локалните избори не може до недоглед да се пролонгират, Така или да радикализират. Што ако радикализират? Ако под радикализирање мислите, не знам, да земат да ги изфрлат сите претеници на некој начин, нека би било тоа Или да возможно. формират во домот на Арама Онда тоа ќе собрание на или домот на влада. Арама. И во кафана нека седнат, нека си направат кафанско собрание и нека гласат кој да плати сметката во кафаната во моментот. Меѓутоа во она собрание, во оној парламент нема на сила ништо да направат. И добро, ако имаме две собрања, ако имаме две влади, што во таква кои се вашите амбиции, до каде одат вашите амбиции, тоа е Моите пред амбиции, нашите, сега да не цела зборам група. од име Не, на цела група, вие сепак сте. Амбициите се следни. Да не се шверцуваат политики креирани во соседни држави во нашата држава. И за да не испадне во те едно те исто верглање на иста работа, бидејќи 40 дена веќе го кажуваме ова. Видите, тие луѓе во своите настапи во предизборната кампања ги кажуваат тие работи. Па не знам баш дали И ги кажуваат. двојазичност, и федерализација. Да, меѓутоа, редица, сите- едино што не беше кажано во кампањата беше геноцидот, кој го уфрла Али Ахмети како своја желба да се исчисти од обвинувањата дека е соработник на српските Така или е, југословенските така служби. Само тоа не беше, све друго беше кажано. Барање максималистички, националистички, дури и ултранационалистички секогаш имал. Јас сум против тоа и таа реторика мора да се промени ако ние долгорочно сметаме на добра иднина за оваа земја. Меѓутоа, овој пат тоа доби легитимитет затоа што беше легитимирано од страна на голема македонска, втора по големина, македонска партија, која што може да направи како ви кажам, ако еднаш ги отвори тие прашања не се затвараат на мирен и на фин начин во иднина. Може би се затвараат притискајќи дугме на еден рит над Скопје, како што обично тоа досега бивало. Може би постоеле тие прашања, но тие прашања не треба да ги разговара, никој на ниво на политичка програма на една влада. Пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите, почитувани гледачи, и подоцна се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style.
Пред 10 на дена во Скопје престојуваше новата звезда на сите тие шарени револуции кои последните неколку месеци се случуваа во Србија, во Романија, во Украина, а и во рамки на Република Македонија. Тој е господинот Марко Грегович, кој всушност е играч на британските разузнавачки структури и кој како таков играч делува во просторот на цела Југоисточна Европа, на Источна Европа и тамо кај што има шарени револуции. Еве како е представен господинот Марко Грегович, како тренен. Горе десно пише UNDP, Украина, а лево посолство или амбасада на Велика Британија во Украина. Тоа е Марко Грегович. Еве како македонската групација Лејат, кој е дел од тој шешир или тој појас на Соросово делување во рамки на Република Македонија, го презентира или го најава гостувањето на господинот Марко Грегович во Република Македонија на конференцијата која на 11 март во 11 часот требало да се одржи и се одржа во скопскиот хотел Континентал. Еве Facebook статус на Марко Грегович од 15 февруари оваа година, кај што вели yesterday, значи вчера Романија, денес Србија, и тој се чувствувал горд. И еве уште една вест во низа, која може да се стави во контекст на гостувањето на или доаѓањето на Марко Грегович во Република Македонија, а тоа е дека истражувачкото новинарство за поттикнување реформи го пролонгира својот конкурс со трајање дополнително уште еден месец за 8 мали грантови или проекти за истражувачко новинарство, посебно во тие рурални средини. Во слични рамки се случува и делувањето на таа групација или организација Лејат, кој делува во рамки на Република Македонија, е дел од тој шешир на Соросови невладини организации и таа пикира токму на тој невладин сектор во тие рурални средини. Што е поентата, почитувани гледачи? Во тие рурални средини постои силен набој на патриотизам, тамо секој победува МРОДПМН. И подготвувајќи се за локалните избори, овие Соросови организации всушност настојуваат токму во тие рурални средини да го скршат тој патриотизам за да може да постигнат подобри изборни резултати. Како вие би дефинирале тиранската платформа? Па мислам дека таа платформа, без разлика каде е донесена, за мене е ирелевантно дали е во Тирана или е тука донесена, битна е содржината нејзина, не води само кон редефинирање на Република Македонија, туку кон нејзино целосно рушење. Првиот чекор би бил федерализација, наредниот чекор би бил сепарација на, условно кажем, албанскиот дел, а другиот дел, како ќе се снајде, е негов проблем. Значи, тие не водат воопшто сметка за интересите на другите, за интересите на оние кои со векови заедно живееле на овие простори и кои со децени живееле во иста држава. Има една интересна приказна, ние таа приказна пробавме да добиеме потврден одговор или да биде демантирана од структурите на ДУИ, неколку пати сеевме, меѓутоа ниту портпаролот, ниту некој од функционерите на ДУИ не ни одговори на нашето поставено прашање. Тоа е дека некаде еден месец пред изборите, на 11 декември, во дворот на куќата на Али Ахмети, значи во селото Заја, се најдена одредена масовна гробница. Тоа го отворило патот или му светнало на Али Ахмети да го отвори прашањето дека е тој всушност жртва заедно со своето семејство на одреден геноцид. На тој начин Али Ахмети всушност, почитувани гледачи, сакал од себе да ги трни сите тие критики дека е соработник на југословенските, македонските и српските служби и да ја сврти воденицата или водата на своја воденица во еден сосема друг правец, односно да докажи дека не само што не е соработник на тие служби, туку всушност е жртва на геноцид тој и неговото семејство на делувањето на тие служби на територијата на Република Македонија. Значи сите кои биле дел од тие безбедносни структури, дали КОС, дали УДБА, веле дека најмногу сработници на југословенските, на српските или на македонските структури имале во албанското политичко милје или албанското општествено милје. Значи се вели дека некаде повеќе од 1/3 од кодошите или соработниците на службите биле албанци, дали во Косово, дали на територијата на Република Македонија. И одеднаш Али Ахмети, кој си има путер на главата поради тоа, со сите сериозни обвиненија, точни или неточни, вие повеќе од мене знаете, го отвара прашањето или отвара приказната за геноцид врз албанците од 12 до 56 година, односно да покаже дека он бил жртва на геноцид на србите или на македонците, а не бил соработник на нивните служби. Значи приказната за геноцид ја отвара токму Али Ахмети за да покаже или да ги прекини сите тие шпекулации дека он бил соработник на српските служби. Вака дека точно е дека речи целото раководство на ДУИ се понајдеше соработници на службата за државна безбедност. Тоа е неспорен факт, без разлика што се правија обиди да се прикажат дека тие досија кои почнаа да излегуваат дека се лажни, дека се фабрикувани, не е точно. Јас ви тврдам дека сите тие беа соработници. Меѓутоа,
тој странски фактор, еве кој што сега е модерно, некој го викаат сценаристот, некој го викаат чадорот, јас во моите настапи го нарекувам зверот. Значи тој кога има своји интереси во датен тие геополитички околности кои што требаше да ги искористат албанците во овој регион, се заборава на се. Не им е битно што тие биле поражни соработници, тие преку ноќ сменија страната и во тие тука нови цртања на граници на Балканот со рушењето на Југославија им треба во даден момент и тоа за зверот не беше воопште битно што биле поражни соработници. Дали сте спремни да правите Рачиново 2? Значи, ние сите се сеќаваме на оно што се случи јуни-јули 2011 година, кога експлодираше, односно 2001 година, кога експлодираше целото на граѓанско незадоволство пред собранието на Република Македонија. Дали сте вие спремни денес да имате реприза на Рачиново 2001 година? Видите, никој не знае на што е спремен се додека не почувствува дека нешто се случило против неговите убедувања, идеали, против неговата логика, разум и неговите гледишта за тоа во каква земја сака да живее тој и неговите деца. Добро, 40 дена протестирате. Така е. 40 дена вајте луѓе на улица. Така е. Предно во 40 дена, ако на почетокот сте немале јасна слика до каде сте спремни да одите, сега имате сосема јасна слика до каде сте спремни да одите. Би ти одговорил вака. Спремни сме да одиме до каде што треба за во рамките на нашите демократски убедувања да се бориме за зачувување на Македонија ваква каква што е. Ова е уставот на Република Косово кој осва некаде пред 10 години и во член 1 на тој устав став 2 се вели дека Република Косово е држава на своите државјани. Всушност, содржината на овој устав со Тиранската платформа се сака да се прекопира во рамки на Македонскиот устав и всушност Македонскиот устав и Македонската држава од држава на македонскиот народ или македонскиот народ да не биде носител на државноста во својата држава Република Македонија, туку македонската држава да биде функционална како мултиетничка држава и сите граѓани во рамки на Република Македонија да бидат носители на државноста во нашата држава. На тој начин се отвара тоа прашање со Тиранската платформа или се отвара тие прашања со Тиранската платформа. И всушност, почитувани гледачи, се сака да се направи знак на еднаквост помеѓу една држава која е формирана со кршење на сите норми на меѓународното право, со НАТО интервенција 1999 година како што е Република Косово и една држава како што е Република Македонија која ги исполни сите обврски права и прописи кои им беа наметнати со Бадентеровиот извештај од 1992 година и единствено Република Македонија и Република Словенија од бившите југословенски држави според тој извештај на Бадентер 1992 година ги исполнија условите да бидат прогласени за независна држава. Гледате какво кукавичко јајце ни се подметнува со таа Тиранска платформа, содржината на Косовскиот устав да биде вградена во Македонскиот устав. И се чини дека кога да сака да направи една реприза на сценарието Косовско во Република Македонија од институционална или од уставна категорија, ниту вие, ниту јас не сме уставно правни експерти, меѓутоа можеме да читаме тоа што пише во уставите на нашата држава, во Тиранската платформа и тоа што пише во Косовскиот устав, усвоен пред неколку години, нели? Косово е сосема нова држава, меѓутоа во нејзиниот устав, ќе цитирам само некои членови, или во член 5 од уставот на Косово пишува: службените јазици во Република Косово се албанскиот и српскиот јазик. Значи српскиот јазик, иако се србите веќе под 10%, е службен јазик во Република Косово, што значи дека тука тие претпоставува дека се под 20% и сакаат да бидат побрзи од времето или побрзи од пописот и да биде албанскиот јазик службен јазик без разлика на резултатот на пописот. Па има став 2 кој вели дека турскиот, босанскиот и ромскиот јазик имаат статуси на службени јазици на општинско ниво или ќе бидат користени како службени јазици на сите нивоа во согласно со законот, значи ако со законот така се предвиди. Дали во ова содржина на Тиранската платформа вие препознавате елементи од Косовскиот устав и всушност де факто сака да преуредат Македонија по принципите на Косово или како тамо се решени работиве? Па, јас немам директни докази, но можам посредно да заклучам дека не случајно српскиот јазик е втор службен јазик во Косово. На Косово, без разлика дали тоа е засебна држава, Република Косово или не. Мислам, не е тоа случајно ставено, бидејќи на тој начин се создава алиби за оно што потоа ќе следи, а тоа е Република Македонија. Да и се одземе можниот аргумент дека ние не сме држава по исклучок, никаде во светот нема. Туку има и други. Туку дека има и други.
Така што мислам дека тоа е една игра, за да можат да го пласират оно што сега го пласират. Тоа значи дека оние кои стојат зад нив предвидуваат барем неколку чекори однапред, додека ние за разлика од тие или оние сме некако каскаме. Да. Поназад. Јас кога да ми чекор понатаму член 6 од Устав на Република Косово вели: знамето, грбот и химната се државни символи на Република Косово кои го одразуваат нејзиниот мултиетнички карактер. Затоа ни го немат знамето со орелот, туку го имат оно знаме со 6 звезди. И де факто, кога ќе видиме барањата на Тиранската платформа, името, химната, банкнотите, знамето, кои треба да бидат прифатливи за албанците, ние доаѓаме класично косовско сценарио да спроведуваме во Република Македонија. Да, тоа е тоа. Значи, прво се прави еден, да го наречеме сурогат, бидејќи тоа никој пат нема да биде применета таа двојазичност на Косово. Ще се прави еден сурогат на некаков си устав кој е наводно многу либерален во тој етнички поглед, за да се подготви пак повторувам теренот за она што допрва следи во Република Македонија. Како што може да се најде на сајтот на една локална струшка телевизија на 22 септември 2015 година во официјална посета на Струга, кога тогаш тама е градоначелник Зиедин Села, доаѓа амбасадорката на Република Германија во Република Македонија, госпоѓата Кристина Д. Алтаусер. Всушност, тој датум, 22 септември 2015 година, се смета како дата кога првпат е отворено прашањето на формирање на демократска опозиција на албанските опозицијски партии во рамки на Република Македонија, нивно групирање, нивно зрушување и отварање на фронт за промена на власта, прво преку ДУИ, а подосна и преку ВМРО ДПМН на територијата на Република Македонија. И добро, кои служби стојат сега зад нив? Бидејќи може да се препозна ракопис на неколку служби, едната е американската служба, втората е БНД или германската служба. Ако на Косово бе така поделени што една структура е под контрола на ЦИА, друга структура под контрола на БНД, предпоставам дека во Република Македонија албанскиот политички фактор е така контролиран. Еден дел од ЦИА, еден дел од БНД. Вака сега, значи ние гледаме на јавна сцена дека државите може помеѓу себе да бидат сојузници, партнери, да граат добри односи, меѓутоа службите во позадина си работат својата работа. Тие никој пат не може да бидат пријателски, него тие секој пат се свртени една наспроти друга. Така да некој го зборуваме за меѓународна заедница, за странците, за чадорот, за зверот, тоа не е една униформа, една единствена целина, него таму има не е компактна целина, него таму да кажем има собствени интереси одредени овие делови. Еве сега да кажеме што ги спомнавте ДУИ, сите тие факт е дека за големи хонорари, тоа отпорано го правеа, ги советуваат одредени странски центри. Дали сега што го нарекувам овој зверот, така да не случајно оваа криза има и одредна хронологија. Јас да ве потсетам, ако се сеќавате, странците некаде мај 2015 година го измислија диво населје. Меѓутоа тогаш безбедносните сили на Македонија беа на висината на задача го спречија. Тоа е во функција на ова сега што ни се случува, да се даде завршениот удар на Македонија. Беше пред некаде по 14 годишнината на рамковниот договор, беше нарачена од ДУИ, од зверот преку ДУИ, нарача кај Питер Фейт една анализа на рамковниот договор и таа анализа македонската власт тогаш ја спречи, не заживеа. А во таа анализа, ако ја видите на рамковниот договор, ги содржи исти елементи како сегашната албанска платформа. Значи, откога зверот не успеа преку диво населје, преку анализата, видите дека со албанска партија не може да го спроведе тоа што го прави сега. И тогаш радикално ја менува стратегијата дека тоа мора да го направи со македонска партија. И на таа македонска партија ја измислија на 11 декември, ги купија гласовите и сега опипливе се шанси со македонска партија да успее планот на зверот за рушење на Македонија. За да се направи целосна реприза на косовското сценарио во рамки на структурите во Република Македонија, мора да се најде одговор на проблемот со Северно Косово, во Косово, на територијата на Република Македонија. Очигледно е дека тоа треба да се направи со проектот Илирида или проектот Северозападна Македонија, кај што треба да се овозможи хоризонтално поврзување на сите тие општини кај што е доминантно албанското население. Тоа се безмалку сите општини, почнувајќи од Сарај, завршувајќи со Струга. Центарот на таа Северозападна Македонија треба да биде градот Тетово и Тута Рифи, кој е апсолутно неуспешен и неспособен градоначалник на градот Тетово, треба да биде главен играч во тој дел, тој појас или тоа територијално организирање на Северозападна Македонија. Тоа треба да биде пандан или одговор на проблемот со Северно Косово. Во Косово, таа Северозападна Македонија на територијата на Република Македонија. Целиот тој проект го туркат германските разузнавачки, политички и секакви други структури и сили кои делуваат на Балканскиот полуостров. Ако Тетово е главен град
на таа република или рида, одеднаш Теута Арифи, која е неспособна како градоначелник да ги решава локалните комунални проблеми, ќе треба да биде премиер на република или рида. Како одеднаш неспособноста вие да бидете дел од еден политички систем, да функционирате во интерес на граѓаните, сакате тоа да го замените со многу поголема функција и всушност неуспехот на една претходна функција да го замените со доаѓање на некоја нова функција. Значи тоа е како систем на лаги. Помалата лага се заменува со поголема лага, поголемата лага со уште поголема лага. Значи овде една група на политичари кои видовме пред година дена како реагира кога беа поплавите во Тетово и Тетовско, кои не можеа да направат ни 1% од тоа што треба да го направи секој нормален, просечен градоначелник, сега би сакале да решават крупни државни проблеми. И наместо да одговарат за неспособноста, сега ќе треба да го замајават народот или да го замајуваат народот со многу поголеми, во наводници, национални прашања. Помислам дека станува збор за една грандоманија како резултат на немање на елементарна свест за себе си или самосвест. Значи човек кој не може да ги реши елементарните прашања во градот, чиј градоначелник е, Тетово да нема вода, која се наоѓа под шара, која гледа и зиме барем во некој делови покриена со снег, барем во некој делови. Или е загадено. И е загадено до најкаде. Па ја затвора фабриката Југохром, која е бастион на македонштината. Јасно, тоа се веќе сосема други импликации зошто се затвара. И сега една таква личност да стане председател на некоја република или на некаква идна република или рида, се едно како ќе се крсне. Значи тоа е резултат на грандоманија, како резултат на немање на самосвест за собствените способности. И токму затоа таквите личности се користат. Од 18 март до 28 март, значи 10 дена, во Вашингтон престојуваше американскиот амбасадор Джес Бейли, имаше неколку незгодни среди на кои требаше да се оправдува. Неговото главно оправдување зошто амбасадата и тој лично се вклучи во решавање на таков начин на политичката криза во Република Македонија со заземање страна на страна македонската опозиција, на страна на Зоран Заев, на страна на СДСМ, е дека тој всушност сакал да биде формирана влада помеѓу ДУ и СДСМ, бидејќи таа влада многу полесно ќе ја внела Македонија или ќе овозможила Македонија да стане членка на НАТО и ЕУ структурите. И всушност клучниот аргумент на господинот Бейли зашто тој се мешал во внатрешните работи на Република Македонија е она хашка пресуда од 2011 година која македонската влада Никола Груевски како тогашен премиер и Ѓорги Иванов како претседател на Република Македонија ја поднесува во Хаг против Република Грција кој стави вето на приемот на Република Македонија во структурите на НАТО на самитот во Букурешт 2008 година. Значи господинот Джес Бейли имал само единствен аргумент дека се мешал во внатрешните работи на Република Македонија да биде формирана влада која полесно ќе ја внесе Република Македонија во НАТО и во ЕУ. Господи, Илијскеве, да предпоставиме дека тиранската платформа е најлоша, да предпоставиме дека странски пари биле фрлени во изборите, да предпоставиме дека на Зоран Заев му биле донесени некаде 60.000 албански, некаде околу 40.000 македонски гласи. Се е тоа во ред. До 67 пратеници имаат луѓето на избори кои сите ги означаа кофери демократски. Така е. Од ВМРО, СДСМ, иако не се честита, сите амбасади, меѓународната заедница така натаму. Тие луѓе имаат 67 пратеници. Точно. Тие луѓе по сите во наводници демократски правила може да конституират парламент, така е, да изберат председател и да изберат влада. Точно. Што вас ви дава? И по сите демократски правила тие 6-7 луѓе може да решат утре, не знам, БРМ да е МРМ или знамето да е различно. Значи може, нели? Веројатно. Логиката е следна. Никој не ветуваше дека ќе ги амнестира хашките случаи, па ги амнестираше 2011 година. Точно. Значи нешто што не е. Ама тоа не мора да е преседан, се слагаме со вас. Меѓутоа тоа не мора да е преседан кој што ќе го користиме секогаш понатаму во војна. Вие со амнестија на хашките случаи амнестирате војната 2001 година. Не, со Охридскиот договор ги амнестирате војната 2001 година. Со Охридскиот договор ја завршувате. Но остануваат хашките случаи. Добро. Како можно за судска разработка на целата работа. Јас не сум за амнестија на хашките случаи, како ви кажам. Само сега е 2017, во 2011 година не знам, некој веројатно требало да реагира тогаш, да поведе тогаш. Јас сум имал години колку што сум имал и сум привршувал студии. Ама не мислам дека е тоа алиби кога зборуваме денеска за тиранската платформа да се повикуваме на
на хашките случаи. Јас сум против амнестија на луѓе кои што правеле воени злосторства. И сум против тоа еден македонец да е единствениот осуденик од војната во 2001 година. Господин Илевски. Стратегијата на македонската опозиција, американскиот амбасадор господин Джейс Бейли и структурите кои сакаат да формираат идната влада во Република Македонија е да се отвори процес на импичмент против Ѓорѓе Иванов или да се намалат уставните ингеренции на господинот Ѓорѓе Иванов. Гледате како се подготвува терен, почитувани гледачи. Партијата ЛДП бара изборот на претседател на државата да се прави во собранието со двотретинско мнозинство. Тоа е пресконференција на ЛДП од пред неколку дена. Поранешниот претседателски кандидат, господинот Имер Селмани, вели дека треба да се спроведе референдум за разрешување на Ѓорѓе Иванов. Господинот Бранко Геровски, или еден од најмокните медиумски играчи на македонската опозиција, на македонската левица, вели дека македонскиот парламент мора да констатира дека Иванов е политички спречен, уценет или подзакана да извршува својата функција согласно суставот и законите на Република Македонија. На тој начин се прави подлошка да се влезе во политичка пресметка со Ѓорѓе Иванов, бидејќи тој во изминатите 2 години со своите дејања или со своите активности во 2 наврати ги крши сите сценарија на ЦИА и на американските безбедности структури за решавање на македонската политичка криза. Првата можност е Иванов да биде прогласен за неспособен да ја обава својата функција или да му биде одземен имунитетот. Тоа е член 82 од уставот на државата. Кои се процедурите за Иванов да биде прогласен дека не може да обава својата функција? Тоа треба да констатира некоја здравствена установа, меѓутоа за такво нешто нема елементи. Тој треба да му биде нарушено здравјето до степен да навистина не биде во можност да ја врши функцијата. Тоа действие да биде очигледно, за да биде однесен во соодветна државна установа, за да му биде одземена или утврдена ограничена деловна способност. Ако биде утврдена ограничена деловна способност, како функционира државата, како функционира уставот и уставниот суд? Некој треба да прогласи негова ограничена деловна способност? Уставниот суд по службеност констатира одземена деловна способност, спречен да врши функцијата, престанок на мандатот и тоа со двотретинско мнозинство, вкупниот број пратеници. Двотретинско мнозинство на вкупниот број уставни суди. Двотретинско мнозинство вкупниот број уставни суди. Такво мнозинство ниту постои, ниту таква опција има. Втората можност е собранието и уставниот суд да утврда дека не ја врши функцијата согласно уставот и согласно законите. Во таков случај собранието треба да утврди одговорност. Одговорноста на претседателот ја утврдува собранието со двотретинско мнозинство вкупниот број пратеници. Меѓутоа одлуката е важечка доколку уставниот суд повторно ја потврди со двотретинско мнозинство вкупниот број уставни суди. Значи треба да имаме две двотретински мнозинства во собрание и во собрание и во уставни суд, што е тешко да се обезбеди. Проценките кои ги прави официјален Брисел се дека македонската влада составена од СДСМ, партијата БЕСА и партијата на Зијадин Села би траела помеѓу 90 и 180 денови, значи помеѓу 3 и 6 месеци. Проценките на Брисел се дека исто така би била нестабилна влада помеѓу ВМРО ДПМН и партијата ДОИ. На разговорите со Ѓорѓе Иванов, господинот Доналд Туск го поставил прашањето како да се обезбеди стабилна влада во наредните 2 години која би ги спровела реформите во рамки на Република Македонија и која би ја спречила таа голема мигрантска криза да се преле на територијата на Западна Европа. И кога правите таква политичка анализа, кај ќе се движат насоките на Брисел и во кој правец ќе делува Брисел со Соединетите американски држави, тогаш треба да имате во предвид, почитувани гледачи, дека македонската политичка криза почна со 2 актери, тоа беше Никола Груевски и Зоран Заев. Во моментот има 4 актери кои се разрешница на македонската или може да обезбедат разрешница на македонската политичка криза. Значи плюс од Никола Груевски и Зоран Заев, сега Али Ахмети и што е исклучително важно Ѓорѓе Иванов, кој во свој раце ги има сите алатки за решавање на македонската политичка криза. Всушност решењето на македонската политичка криза зависи од Ѓорѓе Иванов. Затоа се сите тие атаки врз Ѓорѓе Иванов да му биде направен или импичмент или да му бидат намалени уставните ингеренции, за да може да биде елиминиран од решавање на македонската политичка криза. Господине Бачев, има 2 моменти. Едниот е септември 2015 година, посета на германската амбасадорка на општина Струга, тоа е некаде крајот на септември 2015 година, прва средба со Зијадин Села и прв обид за формирање на здружена албанска опозиција која би се борела
за промена на власта по принципот тоа што се случи во Србија со ДОС, Дружената или демократска опозиција на Србија. Значи тоа е едниот настан кој е многу битен за целата ова наша приказна, да може да разбереме кај не е генезата на кризата. И вториот, што го спомнавте вие, тоа е диво населје, кај што се сака да се репринтира косовскиот модел. Како што били адвокатот Ној што ги брани во диво населје, они сакале да прогласат слободна територија во делот на Куманово или на диво населје и да имаме пандан на тоа што е Северно Косово во Република Косово. Значи точно се гледа репринтирање на моделот од Србија, од Косово на територија на Република Македонија или тоа што се правило тамо и што смета дека е добитна комбинација. А тоа поентата беше, значи, овие два настана, анализата на Питер Фейт, кој што не заживија, кој што македонската власт тогаш не ја спречи и диво населје, тоа беа обиди да се направи ова преку албански партии. Меѓутоа тоа очигледно видува дека не бива со албански партии, затоа мора да тргнат со македонска партија. А инаку овој, како што велите, германските служби, Германија како држава, тој континуитет продолжува. Јас ќе потсетам дека Германија е главниот виновник за распаѓањето на Југославија. И тоа не било каков, него тогашниот нивен министер Геншер сакаше таа држава да се распадне откако претходно братските југословенски народи се испотепаат меѓу себе на просторите на тогашниот германски амбасадор во Белград во текот на војната 2001 година беше амбасадор на НАТО во Република Македонија. И сега ништо не е случено во германското делување. Германија знаеме дека имаше одредени предрасуди према таа заедничка југословенска држава и сега таа за жал негативна политика ја продолжува и према Македонија. Тука има длабока инволвираност на разузнавачкиот центар кој што е лоциран во германската амбасада во Скопје. Минатата недела грчкиот весник Етнос излезе со одредена анализа дека Грција сака да се прилагоди на новата стратегија на Доналд Трамп, посебно во делот на источниот Медитеран. Според новата стратегија на Доналд Трамп и на Пентагон треба да биде исклучително важен тој триаголник кој го сочинуваат Грција, Египет и Израел, а клучно да биде базата на Соединетите американски држави или НАТО базата на островот Крит. Всушност од базата во Крит треба да се контролираат сите безбедносни ризици во делот на источниот Медитеран. Всушност тоа е новата стратегија на Соединетите американски држави и на Доналд Трамп. Клучен играч во таа нова стратегија во источниот Медитеран на Доналд Трамп е председателот на Арапската република Египет, господинот Абдел Фатах Ал Сиси. На 15 јануари 2017 година во Каиро во Египет се одржува таа средба помеѓу македонскиот председател Ѓорѓе Иванов и египетскиот председател господинот Абдел Фатах Ал Сиси. Во соопштењето од таа средба двата председатели посебно потенцират одредени разузнавачки или безбедносни елементи кои биле ставени на масата на тие разговори. Или како што се вели во соопштењето, двајцата председатели разговара за воспоставената соработка меѓу разузнавањето и безбедносните служби на двете држави од потребата за градење на заеднички капацитети за одговор во борбата против тероризмот. И вториот став кој е исклучително битен е дека македонскиот председател Ѓорѓе Иванов изразил благодарност до египетскиот председател за поддршката и помошта која Македонија е добила од Египет во областа на разузнавањето. Ние можеме само да претпоставиме, почитувани гледачи, какви разузнавачки и сајбер информации Ѓорѓе Иванов добил од својот египетски колега и во која функција му биле дадени тие безбедносни или разузнавачки информации. Меѓутоа, се оно што го говореше Ѓорѓе Иванов изминатите 10 или 12 месеци за бегалската криза, за политичката нестабилност, политичките турбуленции, очигледно дека имале подложка или подкрепа во одредени разузнавачки информации кои тој ги добивал од одредени пријателски држави на Република Македонија. И најнаш изникна таа платформа и сега за мене е многу симптоматичен датумот и затоа сум длабоко убеден дека тука стои зад неа стои ѕверот, бидејќи тоа е 7 јануари. Божик, значи голем ден за македонците, а ѕверот секој пат кога прави некој настани символично, без никакви чувства, без никаков сензитет за народот што сака да го руши или државата, точно така наведува некои датуми и усвари тие активности ги презва на датуми кои се многу битни за односниот субјект. Еве само два моменти ќе спомнам. Пример, во тоа време Европската комисија, арбитражната комисија на Европската унија во 2002 година мислењето во кое што констатира дека Југославија повеќе не постои де факто и де јуре го носи на 29 ноември. На 29 ноември беше роден денот на Социјалистичка федеративна република Југославија. Да кажеме најбитниот ден или да кажеме Европската унија во Луксембург 1992 година на 6 април носи одлука да ја признае Босна и Херцеговина со која што ја потикна таа војна кај што загинаа можеби 200.000 луѓе. 6 април бие денот кога Германија го нападна Белград, 41 година, ја нацистичка Германија. Ја отвори војна, значи тие датуми се неслучени, затоа овој 7 јануари 7 јануари платформата дека е на Божик не е случајно, тоа сметам. И за неа стои ѕверот. Или чадорот. Или сценаристот сега. Или сценаристот. Волшебникот од Ос.
Така. Како што се И сега нарекува можеби кодното име на целата и операција. сега можеби тука во овој контекст малку сметки им ги помати тоа што се случи во Америка со изборите, бидејќи дојде до промена. Еве јас можеби малку е претерано сега ако кажам, јас верувам дека доколку ако станеше, ако победеше Клинтон, ако станеше старата администрација, до сега ќе имавме и влада и ќе бевме можеби и со променето име На државата. на државата. Тие луѓе прифаќаат тиранската платформа. За вас се неприфатливи да бидат дел од владата која ќе спроведе таква агенда. Значи, Така тука се лидерите на албанските партии, без Мендух Тачи, тука е Зоран Заев. Во случај да има пржино 3, Добро. значи во случај да има пржино 3, Никола Груевски ќе мора да седне на заедничка маса со тие луѓе. Добро. Тие луѓе можат формално правно да се откажат од тиранската платформа, меѓутоа длабоко у себе никош нема да се откажат од тиранската платформа. Би прифатиле ли договор во пржино 3 или пржино 3 договор со тие луѓе на заедничка маса со ВМРО да Видите, помане? длабоко во себе некој од нас можеби не се откажал, јас или вие, од првата љубов, или некој не се откажал од Солун и Солунското поле, некој не се откажал од други работи, длабоко во себе. Важно е што на повисоките нивоа на свест и делување се случува, односно како некој делува. Ако тие длабоко во себе сакаат албанскиот да е втори јазик во Македонија, нека го сакаат, ама нека е многу длабоко во нив. Сакам да ви кажам, би барал промена на наративот. Нужна е промената на наративот за зачувување на Македонија. Значи ви велите, излезно решение се избори. Да, избори фер и демократски избори. Како фер излезно решение, точно. Кој според вас треба да ги организира изборите? Ке речете ДИК, да, но некој треба да го стави првиот човек на ДИК и некој треба да даде политичка платформа на тоа. Не, да, мора да има договор. Кој според вас треба тоа да го договори? Истите луѓе против кои протестирате, плюс Никола Груевски. Да, треба да покажат сите разум малку, дека тие моментот луѓе е сакаат според вас да ја растурат Македонија, а вие не би се бунели истите тие луѓе да се договорат за избори во Република Македонија? Вака, Македонија, не викам дека сакаат да ја растурат, не, сакаат да си ја присвојат, сакаат да си ја, односно реториката која што тие ја користат во нивните платформи, барања, измислување на геноцид кој што треба да е осуден. Тоа се непромислени решенија со делимична употребна вредност како пиар. Сигурни сте дека се непромислени решенија, мислам дека напротив се длабока стратегија која се реализира. Зборувам за нивните за луѓето кои што ќе седнат на маса, бидејќи ме прашавте. Не сум убеден дека Зијадин Села знае точно што прави. Не, апсолутно знае. Но некој му кажал. Не, апсолутно знае. Бидејќи првата средба септември 2015 година на германската амбасадорка е баш со Зијадин Села. И тогаш почна да се работи на концептот на здружена опозиција. Добро, ама по таа логика и Зоран Знаев би знаел што прави. Апсолутно знае. Значи, видите, ја не можам да ги амнестирам луѓето. Знаете, не знае. Како не знае? Како знае да направи пари? Како знае да води фирма? Точно, како знае острумица да тера тендери, а не знае за политика? Зборувам за капацитетот за сваќање на пошироката слика. Односно за улогата на секој поединец во една таква ситуација. Инаку да, се согласувам со вас. Сите знаат. И вие се очекувате тие луѓе да се договорат за фери демократски избори. Знаете, влагате во една контрадикторност. Тие се штетни за Македонија, а би им дале право да се договара за избори. Како ви кажам сега? Кој би бил на чело на владата кој би спроведел избори? избори? Али Ахмети исто беше штетен за Македонија и накрај се постигна некој договор. Кој би бил на чело на влада што треба да спроведе избори? Според вас? Вие протестирате 4 дена. Не знам како е тоа правно регулирано во нашиот систем, дали Емил Димитриев, дали Васко Ефтов или Богдан Илиевски. Ама некој треба да биде, на крај на денот тие луѓе мора да седнат на маса и некој мора да попушти. 15 години Али Ахмети градеше кариера и имидж дека е главен стабилизирачки фактор на македонската политичка сцена. Се менува македонските партии во владината коалиција, меѓутоа постојна во таа владина коалиција беше присутен Али Ахмети и неговата партија ДУИ. Сега со тиранската платформа за прв пат Али Ахмети влага во одредена дестабилизирачка роља, дека тој заедно со Зоран Заев, со Еди Рама ќе бидат клучните виновници за дестабилизирање на Република Македонија. Тоа е она што го плаши Али Ахмети. Тоа е ролјата која Али Ахмети не сака да игра, бидејќи повтор пат македонските граѓани нема да му простат на Али Ахмети ако игра дестабилизирачка улога во решавање на македонската политичка криза. Имате една информација, може би спекулација, дали во мобилниот телефон на Али Ахмети Зоран Заев е запишан под шифра или под име Камиказа? Да, така го води и Муса Джефери,
И Али Ахмети во телефонот име контактот Зоран Заев е камиказа. Значи Муса Джефери Али Ахмети го имат во својот мобилен камиказа. телефон. Зоран Заев под името камиказа. Камиказа, да. Али Ахмети сега се наоѓа на улога во која не било 2001 година. Значи после 2001 година Чадор сценаристот, зверот како што ја го нарекувате, му наметна улога да биде главен, како што он сакаше да се прикажа, стабилизирачки фактор на македонската политичка сцена. Сега со тиранската платформа Али Ахмети после Зоран Заев станува главен дестабилизирачки фактор на македонската политичка сцена. Значи македонскиот народ, македонските граѓани нема повтор пат да му простат на Али Ахмети. Ако 2001 година бил главен дестабилизирачки фактор, па сме го амнестирале, сме го кречиле наново, сме направиле од него, од терорист, една демократска фигура, втор пат мислам дека македонскиот народ нема да му прости на Али Ахмети ако биде главен дестабилизирачки фактор. И тоа е стравот на Али Ахмети, да не ја заврши својата кариера како главен дестабилизирачки фактор во Република Македонија. И тука само ќе продолжам кај со застана, стравот му е бидејќи албанците во 2001 година кога добија плафонот на тие права, такви права не ужива ни едно национално малцинство студентска во било која европска држава. Познати се тие меѓународни документи за гаранција на малцинските права. И сега не сега војна тие бидејќи може сега во таа војна па се да изгубат. Да професоре, која е тоа фројдовска грешка или ајде да речеме фројдовска стапица во која се влезени и за да го покрие срамот дека може би бил соработник на српските служби или југославенските служби, тој сака србите, југославените и македонците да ги обвини за геноцид врз албанскиот. За да може да се ослободи од сопствената вина. Од сопствената вина и хипотека. Која е тоа фројдовска една стапица? Самата теза за постоење на геноцид над албанците сама по себе е смешна, бидејќи постоењето на геноцид претпоставува намалување на бројот на населението на одредена етничка заедница, а зголемување на друга. Од кога знам за себе си, процесот е обратен. На Косово се зголемуваше бројот на албанците, се намалуваше бројот на србите. Според тоа, кога веќе се говори за геноцид, преби се говорило за геноцид над србите, отколку над албанците, а истото и во Република Македонија. Бројот на албанците се зголемуваше, не се намалуваше, тоа како може да стане збор за геноцид. Освен ако не станува збор, што вие велите, за една условно кажемо фројдовска грешка, односно да се покрие одговорноста или соработката со тајните служби не само на СФРЈ, туку да речеме помеѓу двете светски војни, а и за време на Втората светска војна. Смилковско езеро се случи на Велики четврток. Платформата од Тирана се изласа на Божик, дали во пресрет на Великден. Можеме да очекуваме одредена ескалација на македонската политичка криза. Сите работи, сите настани, сите сценарија кои се правени во минатото, нас ни укажуваат дека едно такво сценарио е многу реално и многу известно во рамки на Република Македонија. Бидејќи ако некој сака да го скрши духот на македонските граѓани, тоа го прави пред некои државни или пред некои верски празници. До Великден треба да се очекува одредена радикализација. Великден ќе ги спушти малку страстите, претпоставам, па после доаѓа 1 мај. Значи, ние во изминативе 15 или 20 години гледаме дека предверски празници се случуваат најкрволочните работи. Да, Смилковско езеро беше на Велики четврток или петок. Да. Ова платформа од Тирана на Божик е презентирана и некаде околу 1 мај беше диво населје. Значи ова е временски период, Вејце беше некаде пред 1 мај 2001 година. Значи овакви временски или политички разврски, тоа се случува секош околу пред или после некои големи. Да, сега сум убеден дека ќе се обидат да направат некаква форца до вторник, среда, пред Велики четврток, бидејќи тогаш има еден период од 5 дена кои ќе се полабави реално, Велики четврток, петок, сабота, Великден и ден по Великден. Меѓутоа, како да ви кажам, нека пробаат. Вие спремни сте? Спремни сме, да. Вежбавте нешто бодибилдинг, нешто во теретана, бокс? За нашата спрема не треба вежбање. Го имаш или го немаш. Тоа се вика пиле, љубов кон Македонија, тоа се вика некое дугме кое што некој му е длабоко внатре и не можеш да го најдеш, некој му е погоре и му се стиска во одредени клучни моменти од постоењето на една држава. Сега личите на Зоран Заев кој вели не ме чепкајте македонштината. Ве молам да не се навредуваме. Господин Илиевски, дека вие како организатори на овие улични протести се најдобро запознати со функционирањето на САЕО. И дека само вие знаете која САЕО ќе има пресконференција. Да, САЕО има пресконференција после секој наш голем
И дека секојаш кога ќе имате воле митинг, сега после тоа има пресконференција. Кога значи можеме да очекуваме пресконференција на СЕО? Па мислам дека може да очекуваме пресконференција на СЕО наредната недела. Наредната? Да. Значи се спреме. Да. Нека идат на фризер двете убави дами и нивната менторка. Ова е одлука од октомври минатата година, која гласи одлука за изменување на одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија и тој рок од 30 или 31 декември 2016 година се пролонгира до 30 јуни 2017 година. Тоа значи присуство на македонската армија на нашата северна и на нашата јужна граница. Тала Џафери, кој претендира да биде председател на Македонското собрание и во отсуство на Ѓорги Иванов да биде врховен командант или председател на Република Македонија, на седницата која се одржува на 13 октомври 2016 година, кој се расправа за таа точка за присуство на македонската армија или продолжување на рокот за присуство на македонската армија на нашата северна и нашата јужна граница до 30 јуни 2017 година, во името на пратеничката група на ДУИ, како координатор на таа пратеничка група, гласаше негативно или против продолжување на рокот на таа одлука, сметајќи дека нема потреба за една таква одлука. Значи човекот кој всушност треба да биде председател и евентуално врховен командант во отсуство на Ѓорги Иванов, всушност немаше добра проценка дека безбедносните ризици од мигрантската криза во рамки на Република Македонија се исклучително големи. Ако цела Европска унија, цела европска бирократија и целиот Брисел и Вашингтон денес се загрижени поради големината на таа бегалска криза која се заканува на Република Македонија, на целиот Балкански полуостров и на цела Западна Европа, за безбедносните структури и експерти од типот на Тала Џафери всушност биле проблем кој не треба воопшто да се третира и да не се продолжи рокот за изгласување на таква одлука со важност до 30 јуни 2017 година. Ако се реализира тоа што го кажува Прчковски, на сила да биде инсталирана власта или заев да не пимпла повеќе, бидејќи го губи кредибилитетот и ке албанците и ке меѓународната заедница, и ако на сила се формира влада, се избери председател на парламентот Тала Џафери, човек кој има дезертирано од ЈАНА, дезертирано од АРАМА, пукал по македонската војска, не стрекнува ВМРО го избира за министар за одбрана, значи тоа мора да се каже, мислам дека ВМРО ДПМН должи извинување пред македонската јавност што има избрано таков човек на функцијата министар за одбрана, и ако на сила бидат формирани тие институции, тогаш е неминовно македонец да удри на македонец. Веќе има елементи на една нагласена не идеолошка, па и идеолошка, па и државотворна, ако сакате, поларизација помеѓу самите македонци. Велам и државотворна затоа што некои би се откажали и од името, и од државата, и од јазикот, и од се, во името на што не знам, а од друга страна имате исто така македонци кои сметат дека со пропаѓањето на Република Македонија, со преминувањето на македонскиот народ, што значи на неговото име, ќе дојде и до нестанување на самиот македонски народ, така што има елементи не само на идеолошка поларизираност помеѓу македонците, туку и на една државотворна, би рекол, на поларизираност. Значи, околу тоа дали ќе имаме или ќе немаме држава. Значи, до тука се дојдени работите. Нешто што е незамисливо за било кој граѓанин на Запад да размислува дали Франција ќе постои или нема да постои французинот. Или Италијано дали ќе постои Италија или нема да постои Италија. Сите нели го апострофираат прашањето дека тиранската платформа е направена за меѓуетнички конфликт помеѓу македонците и албанците. Јас мислам напротив дека тиранската платформа е така срочена да биде основа за конфликт помеѓу самите македонци. Бидејќи најдена е македонска, една од двете македонски партии која прифаќа тиранската платформа, се реализира со помош на македонци. Значи луѓе кои се спремни за освојување на власта, за криење на одредени криминали или било кои да се другите мотиви, да реализирате на таква платформа која де факто значи македонски конфликт како сме немале во последните, не знам, 50 или 60 години. Значи тоа што се случувало по Софиските улици во времето на Ванчо Михайлов. Тоа ќе биде смешно во однос на што може сега да се случи. Од и тоа биле сепак поединачни случаи. Значи тоа се атентати. Така е. Но друго е граѓанска војна, интраетничка војна, значи војна помеѓу припадници на иста нација, отколку чистки да ги речам, нешто некогаш се правеле помеѓу двете светски војни, дали во Бугарија или во Македонија, тоа е ирелевантно, помеѓу самите македонци. Но мислам дека
таа каинизација нема да ги зафати само македонците, туку мислам дека и албанците ќе ги Како зафати. втора фаза. Како втора фаза. Бидејќи одамно тоа го тврдам и не би сакал да бидам во право, но одамно го тврдам дека Албанија ќе пропадне на денот на незиното обединување. Тоест, оној момент кога ќе дојде до обединување, ако дојде, помеѓу трите албански држави, Република Албанија, Република Косово и или Рида, или како веќе ќе се вика, да. Веднаш ќе се постави прашањето кој ќе биде, да речеме, главниот град на таа држава. Дали Тирана и Тетово, да речеме, ќе се приклучуваат кон Приштина или Приштина и Тетово кон Тирана. И аналогно на тоа која од тие три влади ќе биде вистинската влада. А дека не станува збор за некоја моја субјективна конструкција, говорат и самите факти. Доволно е да се сетиме на 1997 година, кога дојде до распадот на така наречените пирамидални штедилници и Албанија веќе беше на рапна граѓанска војна. Граѓаните влегоа, значи народот влезе во касарните, го зема оружјето, меѓутоа оружјето не го сврти против власта, туку почна да плячкаат други албанци, да плячкаат патници од автобуси и така натаму. И таа тензија помеѓу северниот и јужниот дел во Албанија, помеѓу тоските и гегеите, од секогаш постои, така што тоа може да биде една добра подлога не само за една се македонска војна, туку за една се меѓуалбанска војна. И кога се случуваат такви две нешта, во комбинација и со меѓуетничка војна, значи имате војна помеѓу македонци и македонци, албанци и албанци, а од друга страна помеѓу македонци и албанци, тогаш пеколот станува скоро неподнослив и тоа може многу лесно да вивне низ регионот, а преку регионот дотиде нагоре кон Европа. И веројатно си го поставувате прашањето, почитани гледачи, зошто Тала Џефери и партијата ДУИ биле против пролонгирање на рокот на важносната одлука до 36 за присуство 2017 година за присуство на македонската армија на јужната и северната граница. Јавна тајна е дека одредени структури албански од целото Јаболчиште, околината на Велес, од Ченто, Сингилич и Рачино, околината на Скопје, всушност го вршат целиот тој шверц и недозволена трговија со мигранти од територијата на Грција, на територијата на Република Македонија и подоцна на територијата на Република Србија, дека за тоа се плаќаат 800 евра и дека тоа всушност носи големи печалби на одредени албански структури кои веројатно се спонзори или блиски на партијата ДУИ. Очекувате ли голема мигрантска криза да се случи во наредните месеци? Takav jedan put košta 5, 10, 20 hiljada evra, dolara, to su ogromne pare. Ako ste primetili, a verovatno jeste pošto ste profesionalni novinar, da svi te izbjeglice imaju najnovije Samsunge, iPhone, najnovije generacije i pitaju samo Western Union, da bi digle pare. I svi znaju da za prolazak kroz Srbiju se plaća između 3 i 5 hiljada evra. Во наредниот период, три прашања ќе бидат исклучително битни. Тоа се прашања кои треба да ги одговори специјалното јавно обвинителство и тие се однесуваат на безбедносната структура или начинот на безбедносно функционирање на специјалното јавно обвинителство. Трите прашања се следните. Дали структури на FBI кои потекнуваат од Американската амбасада во Атина присуствувале во Република Македонија и учествувале во работата на специјалното јавно обвинителство? Второ, или под број 2, дали тие структури на FBI имале допир или контакт со одредени класифицирани информации, безбедносно класифицирани информации битни за Република Македонија? И под број 3, ако имале пристап до такви класифицирани безбедносни информации, дали структурите на СЈО побарале од македонските официјални власти на тие луѓе од FBI да бидат издадени безбедносни сертификати? Во зависност од тоа како ќе биде одговорено на овие три прашања, дали ќе бидат отворени, кога ќе бидат отворени, многу работи на политичката сцена во Република Македонија може да добиете на сосема поинаков тек. Ако политичките партии во пржино 3 се договорат за нова влада која ќе спроведи избори, ако начело на таа влада е Зоран Заев, дали за вас ќе биде прифатлив или ќе продолжите да протестирате? За мене лично, како човек се ја изборувам, не е прифатлива никаква влада која што би ја водел Зоран Заев, бидејќи моето персонално мислење за него е многу лошо. Ви зависите негови акции кои што ги презеде во изминатиот период. Но истото мислење го имав и за Али Ахмети. Али Ахмети од Планина, како лидер на терористите, го прифативме за доброто на Македонија да биде дел од политичкиот естаблишмент тука. Ви кажувам интимно.
Јас имам проблем Зоран Заев да ја води оваа држава. Немам проблем тоа да е било кој друг од СДСМ, кој што не му е напикан на едно интимно место на Зоран Заев. Меѓутоа, тоа е моje лично мислење. Јас можам тоа да го изложам како став крај крајава и утре ден пред јавноста, но ќе видиме дали ќе добие на тежина. Дали на сила формирање влада може да предизвика одредени конфликтни ситуации? Ние имаме две такви конфликтни ситуации. Прво во текот на 99 година и НАТО бомбардирањето на Србија, нападот на американската амбасада на територијата на Република Македонија или во Скопје, и Арчиново 2001 година, кога тој народен без тоа народно незадоволство се излеа пред портите на Македонското собрание и едва и се спречија македонските граѓани да не трнат кон чаир, да почнат да ги палат дуќаните и куќите на албанците. Нема сега такви услови, бидејќи факт е дека со промените во Америка сега работат на линија на македонските интереси, бидејќи јавно беше кажано од новата администрација дека ќе престане со таа практика на мешање, на вулгарно мешање во внатрешните работи, во рушење на демократско избрани влади. Јас сега кога што гледам деновиве, ние многу повеќе проблемите ни доаѓаат од Европската унија. Посебно Германија. Кашо имат во власти министерот за надворешни работи и председателот од Социјалдемократската партија, Ангела Меркел од Демократската партија, значи има и таму во власти во самата Германија. И ги ако гледате вие сега и вие веќе подолг период многу смирени, така и повлечни американскиот амбасадор во Скопје, кој што беше викан неколку пати на рибање во Вашингтон. Така да сега тие меѓународни околности можам да кажам дека ни одат во корист сега тоа останува на домашните политичари. За жал гледаме тие делби и поделби меѓу нас македонците и од така пак ќе повторам, голема авантура е ако се тргне да се прави влада без мандат. Бачев, ако тргнат на сила да прават влада, ќе има ли конфликт во Република Македонија? Конфликтот не е неизбежен. Ако се тргне влада, ако направат влада паралелна, тоа ќе биде паралелна влада. Види факт е дека ВМРО-ДПМН и сите овие луѓе што протестираат нема да ја признаат таа влада. Ќе ја признаваат владата на Димитриев. Од друга страна, ако направат овие нова влада, тоа ќе имаме многу опасна ситуација, двовласти. Ја не сакам ни да помислам на таква ситуација со две влади, а функционирањето на две влади во ова е многу јасно до што води. Што очекувате вие? Ќе пробат ли на сила да направат влада? И што во таква ситуација? Па мислам дека тоа би било самоубиствено и не би довело до никакво конечно решение. Јас навлеков кон себе доста голема доза на негодување, па дури на гнев, кога уште во декември реков дека единствениот излез од ситуацијата во која се наоѓаме е распишување на нови избори, бидејќи според уставот не е предвидено второ давање на мандат. Значи, јас не се залагам за нови избори затоа што ги сакам, или затоа што сакам одредена партија да дојде на власт, туку затоа што тоа го налага самиот устав. Според тоа, јас сметам дека секој обид, без разлика од која страна доаѓа, дали доаѓа од страната на ВМРО-ДПМН или од страната на СДС, да се дојде на власт по секоја цена, значи наспроти на изборните резултати и наспроти на законите, значи насилно, е погубен не само за Република Македонија, туку и за тие кои ќе се одлучат на еден таков чекор. Во крајна линија, било кој закон е подобар од било кое беззаконие. За крај, каква ќе биде иднината на Македонија или каквата иднина на Република Македонија ја гледа нашиот вечерашен гостин, господин Цуцуловски. Те професоре, 2 години имавме бомби, премиерот се замена од функцијата, ја предаде власт, ако победи со 63 пратеника, горе-доле нови избори ги освои истиот број на гласови како што ги освои 2014 година. Дезертер може да ни стане председател на собранието, во некоја не дај Боже ситуација председател на државата и врховен командант на вооружените сили кон кој пукал во 2001 година. Со уставот си играат дрднупка како сакат. Во соседна држава се креират условите, правилата на донесување, политиките и се она што треба да се направи во Република Македонија. Бидејќи Брисел не се дистанцира од тоа што е договорено во Тирана, значи дека таа тиранска платформа во еден момент станува бриселска платформа. Каква е ова држава во која живееме? На работ на разумот е сето тоа.
да се размислува на клучна позиција председател на собранието, да се донесе човек кој не само што е дезертер од две армии, ЈНА, а потоа АРМ, току човек кој е бил командант на 5-тиот батальон, ми се чини на ОНА, познат под името командант Форина. А тој е Талат Џафери. Значи, многу работи се ирационални, затоа што се ирационални, тешко можат на рационален начин да се објаснат, бидејќи разумот може да се движи доста комотно таму каде што односите се рационални, меѓутоа таму каде што се ирационални или на прв поглед делуваат ирационални, тогаш ќе останува збунет. Така што многу работи се навистина скоро необјасними. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Малпигија маргината, или позната како ацерола, исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С. За деца и природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав. Ацерола алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Од сега во ново блистер пакување. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние ќе имаме емисија или на 16 или на 23 април. Ако имаме емисија на 16 април, кога е Великден, вие ќе бидете информирани за тоа преку моите Facebook профили или преку мојот клуб Васко Ефтов фан клуб или преку рекламите на канал 5 телевизија. Ако немаме емисија на 16 април, тоа се гледаме на 23 април. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.